вклучување на лице место ќе напоменеме дека именно вакцинацијата против сезонски грип започна. Пријавувањето се уште во тек. Досега се пријавени односно 43.000 граѓани на апликацијата вакцинација.мк. Можноста за пријавување продолжува, а можеме да кажеме дека вакцинални пунктови низ државата имаме вкупно 35, од кои 5 се наоѓаат во Скопје. Ово утро се наоѓаме во поликлиника Битпазар, каде со доктор Сања Цилевска ќе појасниме нешто повеќе околу вакцинацијата против сезонски грип. Да ја посакаме добро утро. Благодарам, добро утро, поздрав до гледачите. На самиот почеток, колку е ефикасна оваа вакцинација против сезонски грип според вас? Вакцините секако се ефикасни, конкретно оваа за сезонски грип, како што и веќе сме напоменале, може нема да ги заштити граѓаните да не се разболат од грип, нема таква можност, меѓутоа ќе ги заштити од сериозни компликации, посебно граѓаните кои што спаѓаат во ризичните групи, значи ќе избегне потешки клинички слики на самиот грип, потенцијални хоспитализации и компликации. Најмногу се препорачува и за хронично болните. Исто така во таа група спаѓаат и повозрастните лица. Може ли подетално да објасниме околу тоа? Така, во ризични групи спаѓаат сите граѓани над 65 години старост, граѓани на било која возраст кои што имаат хронични заболувања, трудници, деца од 6 месеци до 5 годишна возраст и здравствени работници кои што се секојдневно професионално изложени на заразните заболувања. Ту сега имаме пријавено 43.000, напоменав и во самата најава. Како тече вашиот работен ден денес? Дали доаѓаат луѓе, има и денеска заинтересирани токму за вакцинација против сезонски грип? Така, да, во текот на вчерашниот ден вакциниравме околу 300 граѓани само во оваа поликлиника, во тек на двете смени, значи од 8 часот до 19 часот. Истот број на пациенти, на граѓани се закажани за денеска, се одвива се во најдобар ред, нема поголем застој, се тече брзо, се распрашуваат граѓаните дали имаат алергија на некои помошни супстанции кои што се во самата вакцина, некои заболувања кои што може да поставуваат времена контраиндикација, и доколку е се во ред, си ја примаат вакцината, се заведуваат електронски и си одат. Еве веќе кога ги напоменавте алергиите, дали постојат можеби некои луѓе за кои што не се препорачува оваа вакцина? Да, луѓе кои што имаат сериозна алергија на јајце, затоа што вакцината содржи протеин на јајце. Исто така оваа конкретна вакцина што ја имаме ние сега, Influvac Tetra, содржи и гентамицин, како помошна состојка во самата вакцина, така да исто така граѓани кои што имаат сериозна алергија на гентамицин во минатото имале, не смеа да ја примат оваа вакцина. Што доколку се пријават граѓаните за вакцинација, меѓутоа во меѓувреме се разболат од грипот? Да, од грипот или од сега имаме многу заболувања и ковидот е доста актуелен. Ако се разболат, настинат, може да си ја примат вакцината, терминот тука им важи во тек на 1 месец. Значи, чим оздрават и се осетат подобро, може да дојдат и да, ќе кажат кога им бил терминот, се ќе се среди електронски и ќе си ја примат вакцината. Пред самиот крај, уште едно кратко прашање. Дали пријавувањето оди само онлайн, односно преку вакцинација.мк? Да, за вакцините кои што се наменети за ризичните групи на граѓани, пријавувањето оди преку вакцинација.мк. За брзо време добиваат термин кој што го содржи времето, местото каде треба да ја примат вакцината, си доаѓаат и сето тоа оди на вистина брзо. Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност вакви корисни информации да прикажеме на нашите гледачи. Ви благодарам и на вас и ве поздравувам. Благодарам уште еднаш. Тоа беше доктор Сања Цилевска. Говоревме за вакцинацијата против сезонски грип, кој што е во тек. Досега се пријавени околу 43.000 граѓани на вакцинација.мк. Ова вклучување беше со цел да ги дадеме овие информации доколку сметате и сте во тие ризични групи, односно лица со хронични заболувања, слободно можете да се пријавите со цел да се заштитите понатака во текот на овој период.